Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосајлевиќ, ова е емисијата Заспи ако можеш, вечерва и тоа како Жешко во Скопје, во Македонија, во регионот, неспоредливо пожешко на Блискиот Исток. Се разбира во преносна смисла со оглед на фактот каква војна се води тамо. Вечерва мојата задача, заедно се разбира со моите кодомакини, веќе претпоставувате за кого се работи, ќе зборуваме главно за она што се случува на Блискиот Исток, пред се за војната меѓу Израел и Иран, војна која што ескалира и која што оди во апсолутно непосакуван правец, иако се разбира ќе се задржиме и на некои теми од нашето политичко милје. Мои гости велами кодомакини се разбира се господинот Рави Седрак, добра вечер. Добро вечер, И господинот Джидас Даскаловски, универзитетскиот професор, добра вечер, професор. Добра вечер. Зашто се работи? Господинот Рави Седрак, веројатно знаат редовните гледачи, е еден од најпознатите аналитичари на случувањата на Блискиот Исток. Овие неколку дена објави повеќе текстови кои што исклучително многу беа примени во јавноста заради неговите големи познавања за она што се случува тамо и за релациите, впрочем, што ги има во тој дел на светот. Искрено верувам дека неговите текстови, а и оваа емисија ќе понудат на сите заинтересирани една поинаква перспектива за се тоа што се случува, а да не забораваме дека професорот Даскаловски предава геополитика меѓу другото, па и тој исто така е и тоа како запознае со случувањата тамо. Но пред да се префрлиме на оваа тема, мора да спомнеме денеска некои прославуваат, некои со жалење констатираат 7 години од потпишувањето на фамозниот Преспански договор, кој што го промени името на земјата. Да, поради него влегувавме во НАТО, меѓутоа за најголем дел, мислам убедливо најголем дел од граѓаните, тој договор е пораз, една помала, би рекол, групација се уште го прославува. Еден кратко сиже, ако може, професоре. Мислам дека реално е да се предпостави, доколку ние не се осмеливме да го смениме името во тој период, дека заради случувањата во Украина ќе добиевме покана како што добија и Шведска и Финска да влезат во НАТО и да се заокружи безбедносниот потек во самата Европа визави Русија со онаа стара референца. И ќе продолжиме борбата за нашето исконско име Република Македонија. Некој тогаш брзаше, непромислено, со сила го спроведе и референдумот, полнеа кутии за да има некаков резултат, не успеа, потоа со сила наметна им се заканува, ги подкупија пратениците од ВМРО ДПМН да гласаат уставни измени и дојдовме во ситуација каде што со тоа ново име влеговме во НАТО, меѓутоа повторно заради наивност и непознавање на меѓународната политика и меѓународните односи не успеавме дури ни со тоа лакардно име, таа гротеска од име да влеземе во Европска унија, односно барем да ги почнеме преговорите за членство во Европската унија. Што ќе каже дека не само што тоа е едно велепредавство, туку и еден потек кој што нам не направи огромна штета и кој што од перспектива денешно можеме да кажеме можеше едноставно да се избегне, да се биде потрпелив во однос на она што ќе се случи или може да се случи или може да се случи. Да. Она што е потрагично веројатно е самото признание на поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас, човекот кој што заедно со Зоран Заев го потпиша договорот. Едно признание гледам сега оди по телевизиите, меѓутоа е нешто постаро. Тоа имаше форум во на форумот токму така во Грција во Атина, каде што рече буквално пред грчката јавност да, ако тогаш не потпишевме, огромна веројатност беше дека со Шведска и Финска и Македонија ќе влезеше во НАТО и ние ќе бевме ставени под таков притисок што едноставно ќе мораше да попуштиме. Види, јас сакав да коментирам нешто исто во овој повод, ама гледајќи повеќе внатрешноста отколку на надворешноста. Значи, овој договорот беше направен огромен компромис од страната на држава, од страната на граѓаните, од страната на секој човек што се чувствува како македонец, за некоја цел каде да кажеме голем дел од народот ја бараше, а не можам да кажам дека 100% од народ сакаше ова промена да се случува. Но од другата страна ја гледам тоа внатрешноста што сакав јас да гледам. Јас гледам после толку години, еве преспа 7 години поминале,
Грција не до вчера се уште користи Скопје, мешто да кажува, значи дури и Северна Македонија не го кажуваше. Скорос има изгубено или загубено довербата во меѓународната медиација или во меѓународно било каков вид од меѓународно, да кажеме, тело. Денеска секој average, просечен македонец веќе нема ни доверба, ни верува, ни ништо во меѓународна медиација или во меѓународна судење или било што од тоа, затоа што како што гледавме беше излажано значи нема веќе таа доверба. Третото гледам дека направи веќе делба, division, поделба помеѓу групата што би нарекувам биле проевропјани во Македонија. И тоа го гледаме последици тоа до ден денес во политичките партии, каде политичката партија што промовира еве да влеземе во и да променуваме името на држава, да правиме таков компромис, тие се делени помеѓу две групи затоа што гледат дека нема ништо. И сега како што сега може да има позитивни аспекти од тоа, па сепак јас се гледам ефектот на терен помеѓу народот, гледам дека големата одговорност тука паѓа на поранешната власта што влегле во одреден вид од една, да кажеме, авантура без никаков анализи темелни како што треба, и гледам дека ефектот на тоа денес дека имаме огромна загуба, дека додади на тоа колку македонци се заминели од државата. Значи сега кратко како што две речениците, загубата што ние имавме е огромна, повеќе од колку што треба ние да добиеме. Така. Вториот дел се разбира од оваа тема поврзана дефинитивно е проблемот со Бугарија, и мораме и тоа да го спомнеме. Исто така претходната влада договори нешто со Бугарија, потоа го добивме тој француски договор. Во овој момент ситуацијата е прилично специфична. Морам да кажам, вчера или завчера председателот на Бугарија господин Румен Радев рече дека бугарите никогаш не ни ставиле вето. Сега очигледно ние сме слепи, глуви, не знам како да го наречам тоа, не ни ставиле вето, туку едноставно тие се држат за протоколите кои што се договорени и дека тие очекуваат исполнување на добрососедските односи од страна на Македонија. Од друга страна, премиерот Мицкоски вели: добро, ако сте навистина добрососедски расположени, тогаш ајде на 24 јуни, кога би требало да се расправа по извештајот на Томас Вајд за Македонија во Европарламентот, Бугарија да ги повлече своите амандмани кои што се апсолутно, барем според мене, недобрососедски, затоа што бараат за македонскиот јазик и идентитет да се става времето презент, сегашен, а не она што е реалноста и фактичката состојба дека постојат со векови, и да не стават во онаа нивна комисија која што постои поврзана со малцинствата во Бугарија. Во ваков контекст, професоре, што може да се очекува? Значи, бугарските политичари, вклучително и Радев, инсистираат дека сега веќе со своите изјави инсистираат дека нема да има дополнителни услови. Дека она што е зацртано со така наречениот предлог на Макрон, односно со заклучоците на самитот на Европската унија, односно со преговорачката рамка, односно со двата записника, односно протоколи меѓу владини на таа влада тогашна и Бугарија, е се што Македонија треба да испроведе, и дека тоа е тој европски пат кој што треба да го изоди, и дека нема дополнителни барања. Меѓутоа, замката лежи точно во тие два записника, односно протоколи, каде што се наведени услови кои што не се ограничени во време. Значи, тие се услови кои што се продолжуваат се до завршетокот на преговори, а го вклучуваат и работењето на фамозните комисии. Така што тие кои велат дека нема дополнителни услови, се во право, меѓутоа и лажат. Не им требаат дополнителни услови, не им требаат дополнителни услови, бидејќи она што е зададено како рамка која што ние треба да ја спроведуваме, им дава флексибилност во понатамошните уцени во однос на она што е за нас суверено право, е тоа да ја толкуваме историјата како што ние мислиме дека треба да толкуваме. Впрочем, нема комисии во светот кои што биле обременети со таква политичка тежина како што се овие две македонско-бугарската комисија, и нема комисии кои што работата ја завршувале во еден краток временски период.
Нити Германија со Полска, нити Италија со Словенија, Италија, Хрватска, па дури и Србија, Унгарија немале временска рамка која што овде дадена и која што треба да се спроведе. Затоа што нема услови внатре. Да. И сега одговорите да генерална на македонската влада и дипломатија се дека добро ние во однос на она најглавно прашање почеток на уставни промени и влестување на бугарите во уставот, би можеле тоа да го спроведеме доколку имаме некој вид на гаранции дека нема да има дополнителни барања. И сега испеја дека немаш такви гаранции. Добро, ајде сега тоа не е темата која што ја бараме. Бараме нешто сврзано со статусот на македонците во Бугарија и во однос на објективноста на извештаите кои што ќе ги носи или ќе ги донесе Европскиот парламент. Тука очекувањата се дека можеби некоја од оние пресуди на Судот за човекови права во однос на регистрацијата на здруженијата на македонците во Бугарија ќе се ефектуира и дека тие всушност ќе можат правно да го земат местото во бугарското општество. Имаше изјави на премиерот во однос на некаков комитет кој што е од сите заедници таму во Бугарија, каде што би можело да бидат ставени и македонците. Значи, некако вид на символика се бара од македонска страна, на која што Бугарија одговара не може. Значи, не може дури ни символички да потегне чекор кој што би бил во насока на тоа да се даде зрак на надеж дека сепак тие ќе се поднесуваат европски кон македонците во Бугарија. Доколку тоа тие го направат, претпоставувам дека е можно да се трне со уставни промени, меѓутоа нивото на доверба е минимално, како што досега го објаснивте и вие и јас, и малку е тешко да се очекува дека ќе имаме помрднување во односите, па макар и дошло до фамозната средба во Хаг за време на НАТО самитот на председателката со председателот Радев или сега со премиерот Желјасков. Се уште не е јасно дали ќе има средба, нашата страна бара, меѓутоа бугарите како да Па тие се во една лагодна позиција. Тие велат, ова се европски услови, нема што ние да разговараме дополнително да преговараме, договараме нешто што е зацртано, што вие само треба да го спроведете. Така што генерално јас би очекувал посмели потези од нашата влада, бидејќи претпоставувам прозорот во кој што се отвори и вниманието што го добивам и некој вид на солидарност од Европската комисија, од Европската унија е сега и нема да се повтори, односно прозорецот ќе се затвори и претпоставувам дека веќе од есен ќе имаме враќање кон реалност, односно ќе се инсистира да се проведат уставните измени без да може да се најде некаков вид на гаранции или дополнителни некакви символички чекори од страна на Софија. Она што е изводливо според мене е едноставно се отфрла записниците од меѓувладините седници. Добро. Така, Раби, бугарите тврдат дека нема дополнителни услови, сите знаеме дека има услови, бугарите знаат дека има услови, ние знаеме дека има услови, Европската унија знае дека има услови. Меѓутоа, за разлика од нас кои што тоа го кажуваме јасно, и во Брисел и во Софија се прават невешти околу тоа, не убедува дека ние не знаеме што зборуваме. Видите, ово го збориме тука многу пати. Значи, они секој нека кажу, значи, пак, ја треба да бидам подготвен. Како ја можам да бидам подготвен? Што бидам подготвен кога се правам мојот домашно. Треба да го правам домашното, за да бидам јас спремен. Сега, ние за жал, сме ја земале, да кажеме, ситуацијата, како што е од прошлата власта. Прошлата власта се направи, сега сме збореле многу за нивните пропусти, што они ги направила во меѓународната политика, што ја донеле Македонија нешто што мислам дека нема пониско од ова позиција во историјата на Македонија никогаш не биле вака. И ние сега треба да се исправиме со сите овие работи. И сега, едни од работите, ние го губивме леверидж на македонски, како влијанието или муката, што ние имавме со европјаните пред до 2016 или 2017. Ја губиме скроз. Ја губиме благодарение на политиката на домати, ја губиме на благодарение на да не кажуваме зборот прост, да кажуваме наивната, да кажеме, политика, се одиме на средби неподготвени, на преспа одиме неподготвени,
нека излегуваат, нека кажуваат македонската страна кога отишла да преговара и во драфтот на ваков договор кои биле таму и каква експертиза они има, а грчката страна не направи практично мали деца. Да, грчката страна најмладо од нив колку години имало и ќе ви биде јасно. И сега во врска со ова исто со Европа. И тоа е работата на нашите, да кажеме, институции што треба да прават и анализи сега од нашата агенција до нашата Министерство за надворешни работи до да ние треба да предведуваме тоа што со европјаните да правиме некаков вид од леверидж. И сега леверидж ја не би го викал влијание, туку би викал нешто за уцена. Да ги уценам јас европеите. Како Египет, например, ги уцена Европската Унија. Ги оценува. Или вакво. Ама сега они што прави? Они ми кажуваат дека јас ми треба ова. Ако не го правите ова, ќе ви пуштам миграцијата, рутата на мигрантите медитеранската ќе ја пуштам без да ја сопрам. Ние не сме ставени, јас ве разбирам целосно, меѓутоа ние Македонија никогаш не играла така на меѓународна сцена. Може времето да ние се игра. Ние цело време играме од позиција на оној слабиот кој што чека, ајде да не речам милост, ама попустливост кон нас. Ние никогаш не сме прекле вака, ова се нашите позиции, а ако не биде вака како што ние бараме, ние имаме алтернативи или имаме некој потек со кој и вас ќе ви штетиме. Да. Секогаш одиме од позиција дај попуштете, видете некакви сме. Од прилика се ова Да. Дефинитивно. И затоа кажуваме секој пат дека ние не треба да чекаме некој извештај да излегува, да знам јас каде се рангираме, како моја позиција. Тоа е и затоа така, јас треба да се градам, треба да се појачам, треба да се порастам, треба да се средам, да се правам мој домашно за да бидам спремен, да креирам. Македонија има можност да прави вакво. Ако Турција го прави, Македонија игра многу, ние сега излезе една наша нова, да кажеме, дел од стратегијата на врзувањето на Македонија, на конективите за Македонија, сме се разговарале на тоа колку јас би треба да креирам важноста или битноста на местото каде што сум, за да бидам во позицијата за диктирам. И сега ова не може туку така се да го лупаме така јавно, туку тоа треба и тоа верувам што го прави нашето Министерство за надворешни работи со страната на Европската Унија да се креира ваков вид на леверидж, не во тој збор што го кажав, може заради моето непознавање добро со на македонски јазик, ама да, некаков вид од притисок што можеме ние да го вршува и што се прави и што не треба и не смее да излегува секој политичар да го раскаже. Јас разбирам дека луѓето сакат да знам, ама не може се да знаат. Треба да остават да владата да работи и да прави тоа што они треба да го прават. Не треба да излезе премиерот да каже ја утре ќе одам ќе кажам на европеите вака, затоа што ќе изгори целата тактика што ја прави владата. И затоа треба малце терпение и треба да се прави тоа да кажеме со потивок глас во да кажеме во тивко, во сенка, да се среди сето тоа и после да направиме нашиот успех или да правиме еден чекор напред. Така, за ова ќе се согласиме. Повелете. Политиката Калимеро, го знаете, на пилето. Така, тоа. Треба да ја надминеме и конкретни чекори да повлечеме, да си го вратиме не само достоинството, туку и моќта која што ни отсуствува во моментов. Јас веќе постојано зборувам дека владата кога ќе види, ќе дојде и извештај во Европскиот парламент многу брзо и кога ќе видиме дека и на самите дворната нема никаков прогрес, ќе мора да повлече одлучни чекори во рамките во кои што ќе се одзатне процесот на преговарање, а тоа може да бидат и условени уставни измени, тоа може да биде и отфрлање со декларација на македонската влада на протоколите и отфрлање на условот дека Комисијата за историја има било какво влијание врз процесот на преговарање со Европската комисија. Чисто еден куриозитет, ако така смеам да кажам, од последниот состанок на представниците на комисијата, таа комисија заедничка, па не може да речеме комисиите, мислам дека единствено за што се согласиле почитувани гледачи е јадењето. Се согласиле околу храната. Што треба да изеда, другото било се нели како што и досега е, значи едно големо ништо. Се префрламе една клучниот настан во светски рамки, она за кое што со децении се зборуваше, буквално се случи, откако Израел на свој начин се пресмета со Хамас во Газа, понатаму со Либан, потоа со својата интервенција во решавањето на револуцијата, или како да го наречеме тоа, во Сирија, претходно во Ирак,
се осмели Бенјамин Нетањаху и пред 5-6 дена започна директен воен напад врз Иран, голема блискоисточна земја, најголемата веројатно тамо, барем според население или тука некаде со Египет, со огромен број на авиони, со ракети и така натаму, меѓутоа и со ова морам да го кажам без никакво претерување, кој сака нека се наути со феноменални акции на Мосад, на тајната служба на Израел, започна напад неочекувано, ненајавено, напад кој што се интензивира секој ден, на кој што Иран очекувано одговара со ракетни напади врз градовите во Израел. Меѓутоа, оваа ситуација секој ден се повеќе и повеќе се усложнува, особено со фактот дека јас не гледам во овој момент ниту една сила која што суштински заговара тамо да дојде до некаков мир. Пред да започне емисијата, читав една изјава на човек од владата на Израел кој рече апсолутно нема никакви преговори со Израел, веројатно нема ни да ги има во скора иднина. И сега тука се повикувам на вас, господине Седрак, вие напишевте неколку блескави текстови, веќе кажам на таа тема, текстови кои што ја откриваат суштината на оваа војна, меѓутоа и ајде да речеме големиот успех што Израел го постигна во првите неколку дена. Кога ќе погледнеме несразмерноста меѓу двете земји, Израел е мал колку Македонија, е помал по територија, има повеќе жители. Помало. Иран е огромен. Иран е огромна земја по територија и по луѓе. Оддалечени се една од друга 1500 километри од граница до граница. Значи зборуваме за војна која што мора да биде високотехнолошка за воопшто да се води. Овдека немаме војски кои што се судираат директно на фронт, туку имаме напади на едни врз други во кои што за тие што не знаат, Израел успеа да елиминира, јас мислам најмалку 20 на високи генерали на иранската армија, на револуционерната гарда, успеа да елиминира луѓе кои што се научници, кои што наводно го прават тоа фамозно нуклеарно оружје за кое што мислам дека нема докази. И во овој момент траат стравични удари врз Техеран, врз главниот град на Израел. Она што ме чуди, на Иран, она што ме чуди е фактот дека противвоздушната одбрана дури во главниот град е несразмерно послаба од тоа што очекувавме. Добро, ние треба многу да се враќаме назад, ама ќе пробам многу брзо тоа да го кажам. Како што мислите така? Израел, тоа што Израел како држава во географската локација што ја знаеме денес, ова беше идејата на Наполеон Бонапарт, чисто на гледачите да знаат тоа. Значи, не беше креирана во 1948, туку многу одамна од тоа, може 1800 години, добро? Да, и тоа беше идејата да ни навлегуваме во што се причините, а беше создадена Израел со согласноста на Турција и на Хиџаз, денешната Саудиска Арабија. Значи, големите две полинија арапските или да кажеме муслиманските на времето, што беше султанот во Турција, во Истанбул и принцот или кралот на Ал-Хиџаз, што е крал со денеска дел од кралство на Саудиска Арабија, со нивната согласност беше Израел создадено. Така да, они ја создадува Израел во едно место во сред арапските земји. Причините биле да се креира една христијанска ентитет во Либан, една еврејска ентитет во Израел и да делат Отоманското царство на две пола за да го ослабат, за да може после тоа да делат Франција и Англија сделките од после тоа. И сега, тече целата ова работа, Израел се напредува, успева да гради една напредна држава во овој место, каде арапите не успееле да градат една држава. Дали ова заради предавството на самите арапи, дали тоа заради западните сили, не навлегуваме во тоа. Нашето најбитното сега е Израел од што се наоѓа закането. Се наоѓа закането, значи 4 држави, оние го закануваат постоењето на Израел. Сирија, Ирак, Палестина и Иран. Така. Не Египет. Тие го нарекуваат тоа оска на злото, а тие самите се нарекуваат оска на отпорот. Да. И сега, Ирак заврши работа од 2003, Сирија заврши работа сега, годинава, нема веќе закани од Сирија, нема веќе закани од Ирак,
Зошто? Многу историски. Тоа затоа што беше Садам Хусейн единствен што има бомбардирано Израел во историјата на Израел. Палестина, еве гледаме што се случи во Газа и сега И Либан го реши. Либан не е закана на ова, Но Хасан Насралах беше убиен и Хезболах беше и тоа како десеткува. Да, ама ова е раката на Иран во Либан. Така да. Четвртиото местото е Иран, што по решението на проблемот со Иран, Израел ќе гарантира неговото постоење за наредните 100 години. И сега, Нетањаху се наоѓа во една позиција многу тесна после сите тие работи што се случи во Газа, каде, еве, како што гледавте дека нема ниту еден лидер од западните лидери, не може да го сопре. Не мислев од нападите нешто се случи, ама од стаклото. И никој не можеше да го сопре, гледаме сега како е тоа, не навлегуваме во тоа исто. И или он ќе се соочи со проблеми во внатрешноста таму врзани со корупцијата, врзани со судени и вакви. Второто е да прави нешто да стане национален херој и он одлучи тоа да го прави. Тоа доаѓа во исто време каде како што он вели дека биле Иран спремни да излезат со една нуклеарна ракета, и така го направи нападот. Мора да признаете дека е многу ризичен потек. Вие имате дома големи проблеми, фактот е дека Бенјамин Нетањаху има големи проблеми во Израел со корупцијата, сами го спомнавте. Тоа има обвинување и така натаму. Тој се одлучува на неколку последователни војни. Вистина е дека Хамас го предизвика сето тоа, барем како повод со оној настан на 7 октомври пред 2 години. Меѓутоа, малку ми не верува дека ќе се осмела директно на Иран да удрат. Да, значи, сето тоа ви кажам, ова е план беше направено, кога ми спомнавте цело време дека Америка ќе напаѓа Иран, и јас уште ви кажам дека Америка нема да напаѓа Иран, тој момент, и сега нападот на Иран, да, Израел го направи, има тука американски шмек во ова, инако цела работа е ова заради Кина. Затоа што, како рековме прошлиот пат, со патот на свила, со трговијата Кина што го прави, Америка се сочува колку е страф, колку Кина се гради, да кажеме, во сенка и стана многу голема сила. Сега они сакат Индија да ја направат алтернативна на ова, да правиме преку арапските земји, преку Газа. И тоа целиот филм. Ама сега они, затоа што кинезите не барат кинезите не барат да го владат светот. Западот бара да го звлади светот. Кина сака да биде произведителот на светот. Тој судир од тука. Значи, Кина не сака да го води сел света да стана он император. Он само сака да произведува за сел свет. Тој еден дел. Сега, ако сакате... Меѓутоа, ајде да влеземе. Професоре, овој потек на Израел. Прво, од една страна, се тврдат дека не е поддржан директно од САД, дури наводно не биле известени Соединетите американски држави, искрено малку веројатно дека Израел ќе се реши на таков чекор. Од друга страна, сега последните изјави на председателот Трамп се многу индикативни во известна смисла. Тој повикуваше на преговори пред неколку дена, рече ќе има мир, ќе видите многу брзо меѓу Израел и Иран. Понатаму даде една чудна изјава, вели бегајте од Техеран. Им порача на граѓаните на Техеран, што е една страшна изјава. Бегајте од Техеран. Техеран е град од околу 8-9 милиони, ако не се лажам, луѓе, и вие им велите бегајте, ќе се случи нешто страшно. Од друга страна го напушти самитот на Г7 во Канада, од необјасними причини, кога го прашаа новинарите дали ова има врска со мирот, односно со некаков мировен договор меѓу Иран и Израел, тој рече не многу поважно од тоа. И со тоа остави еден простор едни да веруваат дека Америка во еден момент ќе се вклучи во војната, дури многу брзо, иако тој потоа демантираше. Од друга страна, се поставува прашање што всушност има намера да направи Израел. Океј, убија одреден број на високи личности во естаблишментот во Иран, уништија тамо некои централи, не знам каде што се збогатува уранија, убија научници. Меѓутоа тоа нема да биде доволно за да се урне режимот, да речеме, во Иран, или дефинитивно се уништи нивната програма. Повторувам, Иран тврди дека нема програма за создавање на нуклеарно оружје, туку за мировни, како се вика тоа, цели. Израел инсистира дека се на неколку недели пред создавање на нуклеарна бомба. Без вистинска инвазија во која што имало војска, може да се очекува некој до таа мера да направи штета, да го врати, како што велат, не знам, 50 години назад Иран.
и да го уништат, оштета толку многу за апсолутно да не представува веќе опасно за Израел. Па видете сега, во принцип Нетањаху се обидува да вовлече САД во војната. Тоа е видливо. Тоа е веќе и главна цел за да може да ја заврши војната на начин кој што би го ставило негова победничка линија. Прашувате како тоа би се случило без да има копнена инвазија? Јас ќе ве потсетам на де факто капитулацијата на Слободан Милошевиќ. Да, меѓутоа Во Југославија принцип- е во Европа, обколена со земји кои што се во тој момент беа на начин расположени како НАТО беше целосно околу неа. Поинаков контекст. Иран е огромна земја територијално и се наоѓа на место кое што е мене ми е просто несватливо дека некој може да го Во принцип, убаво објаснуваше директорот на Институтот за стратешки анализи, безбедносни анализи, Господинот Седрак. Убаво објаснуваше. Израел еден чекор по чекор ги доминираше оние подречја, невралгични и кои што се за него проблематични, вклучително и последното Сирија. И сега вие имате апсолутна контрола на сирискиот воздушен простор. Вие можете дури и да гаѓате со авиони од сирискиот воздушен простор кон Иран наместо тоа да го правите од израелскиот воздушен и простор. од Ирак може апсолутно. Значи Дури без теоретски, без големи ризици. Во таа насока, значи, ако Израел ја совлада подготвеноста на реакција на иранските сили кои што гаѓаат со балистички ракети и дронови, така? Да. Ако успеат да ги совладаат во повратните удари, да ги наречеме, би имале апсолутна доминација и потоа со едноставно војна каде што би ги измачувале и би ги бомбардирале сите стратешки субјекти континуирано до безкрај, без како што се гаѓаа мостовите во Србија, рефенери и така натаму, би придонеле да се случи внатрешен пуч во Иран и да дојде до распад на тој систем. Меѓутоа, сега за сега е клучно што Иран делува како да има сили, ракетни, балистички, дронови и жестоко ги удира израелските позиции и па дури цивилни насоби, што е нели грозно, меѓутоа е веќе нешто што на Блискиот исток откако Израел интервенираше во Газа се случува подолго време. Придонесот на САД сигурно не е само символичен, туку е и со оние авиони кои што носат бензин да ги снабдеват во воздух израелските авиони, обавештајни, разузнавачки дронови на сириска територија, разузнавачки информации, сателитски снимки и така натаму. Сите, дури јорданските воени сили противвоздухопловни се насочени да ги спречуваат иранските ракети. Значи, сите сојузници на САД и САД се директно вклучени во помош на Израел. Сега, ако САД се вклучи директно во судир, тоа е веќе друго ниво и тоа може да донесе до катастрофални последици за регионот и за светот. Професор, уште едно прашање, потоа ќе се префрлам на Раби. Факт е дека главните места каде што Иран ги држи своите, кај што ги прави своите нуклеарни експерименти, што и дае, се наоѓаат длабоко под земјата, некои велат дека се стотици метри под земја, за тие да се уништат, не се доволни обични ракети, потребни се оние уништувачки ракети кои што мислам дека само САД ги имаат на овој свет. Само Русија ги има, а САД има поинфериорни. Добро, еви Русија сигурно нема да ги даде своите, меѓутоа без американските не може да се пробие таа одбрана од камени блокови кои што се десетици метри под земја. Тоа значи го става Израел во ситуација или да се обиде, не знам, Мосад да влегува некако па да прави акции, или САД да се вклучат со директни удари кои што би траеле многу долго време, кои што би биле навистина разорнувачки. Стакснет се викаше вирусот кој што го искористи еднаш паметно израелците за да го спречат нуклеарниот програм на Иран. Сега очигледно ќе мора да се направи таква длабинска бомба да се фрли. Но Иран ја научи лекцијата, тоа ми е зборот. Така е, да. Но видете сега, за САД само да искоментирам ако дозволувате. Прашањето на овој председател е дали е тој миротворецот, дали е тоа она што го најавуваше во кампањите и мага движењето генерално го прифаќа дека нас не интересираат туги војни, нема да ги продолжим, нити ќе отпочнеме. Тоа се негови изјави, од негови митинци. Дали е тој човек миротворецот кој што сака да се стабилизира САД и нема да се меша во меѓународни односи, или ја продолжува империјата? Значи, империјата и хегемонијата на САД. Тука е главното прашање. Бидејќи, доколку Иран падне, патот е отворен кон пад и на Пекинг и на Москва.
Иран, убаво кажа господинот директорот Седрак, Иран е клjučот за конективити, за поврзаноста и на патот на свилата, тој пат на Belt and Road, каиши пат, с патот на свилата, со сите проекти, и за транспортниот коридор север-југ на Русија. Така. Во таа насока ние гледаме дека Трамп ја продолжува војната во Украина, иако велеше ќе ја заврши 24 часа, со де факто се уште подршка на Зеленски. Сега, ако го подржи Израел, фактички ќе продолжи во битката за создавање на хегемонија на целиот свет. Така е. Ке се вратиме на Русија и на Кина малку подоцна, да сакам да го прашам сега Раби, бидејќи објаснуваше во некои од текстовите, меѓутоа добро да се случи и овдека да објасни пред јавноста. Како беше возможно таква доминација да воспостави Израел на небо, без никаков проблем да влегува на територија оддалечена илјадници километри практично, да го бомбардира речиси непречено Техеран, главниот град и други градови, противвоздушната одбрана на Иран не се покажува, тие велат дека урнале 3-4 авиони, се појави и некои снимки, додуше, меѓутоа не сме сигурни дали тие снимки се автентични. По 200 авиони влегуваат во иранскиот воздушен простор, по 100, по 70, зависи кога, и никој не ги спречува. Се очекуваше, се тврдеше дека Иран има и тоа како добра противвоздушна одбрана и дека тоа ќе биде пекол за израелците, односно кога ќе влегуваат тие авиони ќе бидат уривани. Уште едно прашање. Како тоа успеале Мосад, очигледно Мосад го направил тоа, тајната служба на Израел, да внесе тајно на територија на Иран дронови кои што ќе напаѓаат од иранска територија, каде сакаат во Иран, како успеаат да ги лоцираат сите можни научници кои што ги чува Иран, сите генерали на армијата, на револуционерната гарба и да ги ликвидираат за неколку дена. И сега, вака, многу ми се допаѓа прашанието. Можем, сега има тука два дел прашање. Првото е дека и може и тајната службата на Кюстендил, сега дека збориме за Бугарија, Добро. И тајната служба на Кюстендил може да прави исто што го направи Мосад во Иран. Добро, се ова ме збунувате, добро. Благодарение на истите две причини зашто паѓа Македонија пред 7 години. Заради нема владењето на право и корупцијата. Било која држава каде некој добива толку ниска плата, како што во Иран е, како нема, да кажеме, или водена, или владена со не, да кажеме, технички или научен систем, туку со традиции и со митологија. Но тоа е верска држава, објективно. Нормално дека може да паѓа и од службите на Кюстендил. И тоа затоа кажам, не треба тука многу голема наука за да може но постоеше еден мит дека иранската тајна служба е исклучително јака, дека таа лесно пресретнува и така. Вака, значи овие митологии како исто и Мосад е најдобра тајна служба, ти се грешна, значи сега ова е предмет сега релативна работа, ама на пример, ја според мене најјаката тајната служба во свет е Пакистан, на пример. Што може тоа да не биде веројатно. Но Пакистан е сојузник на Иран, па сега тоа малку збунува. Океј, сакав да кажам дека не таа беше поентата. Поентата беше дека прво кога имаш ти слаба држава, кога таа слаба држава со ниски плати, со сиромашнија, со големо владење на вера и на вакво и на вакво, нормално да биде изложена на вакво, затоа што можеш со малку пари да купиш било кој сакаш таму. Значи, тоа сега е фактичка состојба во Иран тоа. Бидејќи влегувина не знам, некој верува дека во Иран не се живее лошо, например. Ма не се живее не е супер. Така да значи слабо владењето кога не е базирано на наука, на систем, на технологија, тоа се случува. А второ, тоа што е ослабнува, што се случи реално, тоа реално се случи од границите на Иран, не се случи од Иран. Значи, денеска имаме прв комши со Иран, имаме Азербејџан. Да. Азербејџан, ако прашаш просечен било кој во светот, Азербејџан е муслиманска земја, Иран муслиманска земја, 20-та на истата, да кажеме, рајт, значи двете се шиити. Така е. Муслимани и би требало да бидат исти, инако не. Затоа што Азербејџан, можеме да кажеме дека и прво е најголем пријател на Израел и Азербејџан,
најголемата, да кажеме, логистички центар за Израел, за информации и слично, надвор од Израел, најголемиот е во Азербејџан, исто како што е Америка и во Германија, во Азербејџан, служи, има 2-3 цели, тоа договориле кога имаше тој конфликтот што го имаше Азербејџан со Арменија, тогаш ја помогаше многу Израел, направиле милитари, воени дилови заедно, направиле размена на информации заедно, направиле тренинзи заедно и можеме да кажеме дека Израел е многу пренавлезена тамо. Зошто многу пренавлезена тамо? За во еден ден кога ќе го реши четвртиот проблем на постојањето на Израел, што е Иран. Има таму многу азери, има 100.000 азери што живеат во Иран. 15 милиони. Многу, значи многу азери. 100.000 рече, 15 милиони. Добро? Не, сега, окей, предмет на национално како се декларира, ја мислам дека се помалку, ама сепак овие сакат да бидат дел од Азербејџан, тие не сакат да бидат дел од Иран. Е направиле нормално да ги регрутираш и да нема Израел да не навлегна во Азербејџан, нормално Азербејџан ќе ги регрутира азерите што живеат во Иран. Тука овозможува делот на refueling за авионите, делот на шверсувањето на делови и на многу вакви работи. Но никој не го забележал тоа и понатаму не можам да разберам. Ама тоа поентата, затоа што ако некој го забележува нема да успева. Тоа значи дека толку е Иран паднат и покрај сите убедувања во таа смисла што апсолутно не може да ги контролира тековите кои се случуваат на нивна територија. Тоа го зборувам. Да. Да, заради сиромаштијата, заради невладењето на право, заради корупцијата, заради многу работи. И се што следи со тоа. Вториот дел е делот на Курдистан, што исто многу е, да кажеме, vulnerабилен. Така е. Курдистан има и во Иран за тие што не знаат. Добро, сакате да кажете дека Иран може да му се случи фрагментација, да биде поделен? Тоа е планот. Планот е да се дефрагментира, да се дели на различни, на неколку земји практично. Да, парчиња и за жал немањето реформите, и затоа сега Иран пред неколку години почнат со реформи да прават, да менуват политичари, да менуват наративот, малку за да дават како што Саудиска Арабија сега направи, нели им дава на жени сега да зборуваат, жените може да зборуваат во Саудиска Арабија, може да возат кола, може во кино да одат конечно. И сега и време беше Иран да прави вакви работи, почна да ги прави пред неколку години, и инаку има тука друг аспект. Тоа е вреди да застанеме тука да размислуваме откажувањето на русите и на кинезите од Иран во... Така е. Тоа беше моето следно прашање. Тука ќе го вклучиме професорот. Во овој момент се чини како да Иран осамен, што е чудно. Особено затоа што сега неодамна потпишаа некои стратешки договори со Русија, исто така со Кина се блиски, тие практично направија еден вид на сојузи кои што требаше долгорочно да траат, меѓутоа во овој момент кога Израел напаѓа номинално сам и добива очекувана поддршка од Америка, добива во најмала рака никаков отпор од европските земји. Макрон веднаш изјави, например, дека Израел има право да се брани, дека Иран не смее да има нуклеарно оружје и така натаму. Русија и Кина се очекуваше да играат па логично беше, дека ќе играат многу по-сериозна улога, дека нешто ќе направат во најмала рака, дека ќе почне да пристигнува помош во секоја смисла на зборот. Сега за сега од Кина гледаме пораки од типот дај Америка немој да се вклучуваш, а од Путин гледаме пораки ајде да разговараме за мир. На Иран во овој момент, окей, му треба и тоа, меѓутоа повеќе би му значило ако му дадат ракети кои што може да пробијат се живо и диво во Израел. Па сега, како да кажам, стратешкиот договор сега го ратификува иранците со Русија. Со Русија, токму така, за тоа зборувам. Таму нема некои ставки кои што би биле во полза на автоматско бранење на едната страна на другата во случај на конфликт. Еден од членовите вели дека во случај на напад на една од страните, другата земја нема да биде во односи со напаѓачот. Отприлика тоа не значи ништо. Не значи ништо. Значи очигледно е дека нашите претпоставки се дека тие имаат подлабоки односи, а во реалност на хартија немаат.
Тие веројатно имаат добра соработка во однос на оние дронови кои што Иран Шахид ги викаат, а русите Герран. Така и тие и тоа како работат во Украина, работат. Добро, да, така е. Имаше наговестување дека Русија ќе им продади С-400 системи за... Што не се случи, барем не знаеме официјално, да. Веројатно дека не го направиле тоа, бидејќи ќе имаше некакви ефекти на нападите на израелците. Така што, дали е тоа чекор кој што го прави Владимир Путин заради тоа што е сконцентриран да го реши своето прашање? Или па смета дека Иран има доволно капацитет да му наштети на Израел и да го принуди Израел да побара мировен договор, кој што всушност американците ќе го направат, е знак на прашање. Не можам да кажам. Меѓутоа, дека би се нарушил балансот на силите, односно повторно Евроатлантскиот сојуз на држави кои што ги имат овие три што ги спомнавте, кои што веднаш дадоа реакции дека Израел има право да се брани, а всушност напаѓа. Така е, да бидеме реални. Малку налудничава меѓутоа висините. Значи, тој сојуз на држави би бил, доколку Иран се смени режимот и дојде режим кој што е про-израелски, про-американски. Некој како поранешниот нареза Пахлави, да речеме. Да. Како нареза Пахлави, на кралот, на царот, да речеме, да не го шахот, да. Или па дојде до крах на таа држава, бидејќи таму персиците само мало мнозинство, не знам дали знаете. Персиците, иранците... Оние вистински иранци. Се малку над 50%. Има, реков, 15 милиони, некои проценти до 20 милиони азербејџанци или азери. Има курди, има и други, балучистанци и така натаму. Така што ако се расцепка таа држава како Југославија, што се расцепка на разните етнички групи што живеат, тогаш повторно ќе има дисбаланс на моќта, односно повторно империјата, хегемонот ќе се ја врати силата. И сега дали Кина, или Пакистан, или Русија, или сите три заедно, тоа ќе го дозволат без да направат конкретни чекори, како што вие се зачудено прашувате зашто не ги прават. Може би сум најавен професор, но самиот рековте, ако Иран падне, Русија и Кина се следни. Тоа ако ние овдека го разбираме тројцата, верувам дека тоа им е јасно многу повеќе од нас на господата во Пекинг и во Москва. Од тој аспект не можам да разберам, може би се случува нешто во позадина што не го знаеме. Меѓутоа во овие 6 дена ние не гледаме некоја реална помош од нивна страна, риторика некоја проста. Така е, не гледаме. Дел не гледаме, а дел не читаме за да гледаме. Сега извините, вака. Нема проблем, поучете не, затоа сте тука. Не, за ова, значи вака во право е професорот во ова што кажува, инаку многу, значи гледаме дека Пакистан е неутрална држава. Пакистан не сака да биде дел од ова. На крај, секоја држава се гледа свој и така треба да биде. Значи, на крај, како да имаш ти стратешки договори со било која држава во светот, ако дојде моментот каде ќе се загрозува националната безбедност на својата држава, сите овие договори паѓаат во вода. Ова можеме да го гледаме, на пример, во Египет. Египет беше долг период, троши пари на вооружувањето. Имаше проблеми внатре, имаше девалвација на валутата, имаше многу страшни проблеми во моментот каде трошат милиарди на вооружувањето. Ако излезе тогаш председателот Ал-Сиси да објаснува и да се објаснува зашто има трошено пари на вооружувањето, дека подобро да ги купи храна и на тоа, денеска ќе гледавме значи Иран и Израел се војуваат во Синај во Египет. И ова е deterrence, што не знам зборот да го кажам како што треба. Превентивно возвраќање. Превентивно возвраќање. Така да, Иран, можам да кажам дека Русија одма ја продаде Иран во тој случај, а Кина, тоа што сакав да го кажам, било што да се случи со иранците, до промената на власт Кина нема да мрда. Значи, да се уништи цел Иран. Тие ќе чекаат отпосле. Да се уништи цел Иран, ама да стои истиот влада, да стои во Иран, Кина нема да интервенира. Во моментот кога има закана на промената на властата во Иран и да дојде полибералната власт, тогаш Кина ќе реагира. Но во кој аспект може, докаде тоа може да оди? Ова е клучното прашање. Ние зборуваме за една ситуација која што ескалира, во ретите зборуваат дека од ова може да дојде до голема регионална војна, а потоа велат плашете се, може да има трета светска војна.
Ако клучните сојузници на Иран не реагираат и ако Иран остане осамен, тогаш за каква голема регионална, па дури и светска војна зборуваме. Ако Иран буквално биде осакатен од израелскава моќ и уште Америка ако влезе, а ако русите, американците и кинезите не направат ништо посебно, тогаш нема збор за светска војна. Сега колку сакам нека звучи сурово, меѓутоа тоа е реалноста, ќе биде само збришан Иран и тоа е све, односно ќе биде збришана гарнитурата која што е на власта. Па еве да и тука видиме... и уште едно прашање. Пакистан, бидејќи го спомна Араби Пакистан, многу интересен. Пакистан е нуклеарна сила. Добри се со Иран, сојузници се, добри се со Кина, се разбира, си имаат проблеми со Индија. Дадоа некои изјави интересни, например му се обратија на Реза Пахлави, тоа претпоставам некој го видел Араби, му рекоа со погрден збор, куче едно дојди да се бориш во Иран. Значи тие спомнаа дека ако има нуклеарен напад врз Иран, Пакистан ќе одговори со нуклеарна војна, с бомба. Меѓутоа и сега тој не прво одговори ти. Во принцип вклучување на САД во војната директно во полза на Израел би можело да значи и возвратни удари на сите американски бази носачи на авиони од страна на Иран. А ги има многу во регионот, 32. 32. Понатаму, еден напад на нуклеарна централа на Иран во Израел значи што? Катастрофа. Значи катастрофа и Израел нуклеарна војна, затоа што Израел ќе врати со нуклеарни оружја. Пакистан најавува дека би можел да прави нуклеарен штит за Иран. Што ако и Русија и Кина го кажат истото? Еве не се вклучуваат со оружје, не се вклучуваат со помош воена. Меѓутоа, ако кажат ние гарантираме нуклеарната безбедност на Иран. Значи светот навистина е во еден голем предизвик и навистина во една голема опасност. Ова е круцијално за мене, да. Меѓутоа има ли потреба и Израел да го направи тоа? Ја мислам дека Израел нема да го направи тоа со нуклеарно. Значи вака има некажани договори помеѓу држави. Например, Саудиска Арабија има финансирано дел од нуклеарната програма на Пакистан, например. Добро. Затоа што ако дојде еден момент, некој ќе користи нуклеарно оружје против Саудиска Арабија, Пакистан треба да врати. Треба да враќа. Тие недоговарани договори или неформални тајни договори што они имаат направено. И сега, моментот што е пак морам тоа да го кажувам затоа што има многу луѓе што коментираат на толку негативно дека ние тука сме со ова држава или со ова држава. Значи ние против се што е лошо војни вакви работи. Ја реков дека го осудувам Израел зашто прави во Газа за 55 или 60 илјади мртви, што тоа геноцид и све, ама од другата страна гледаш непрецизноста во нападите на Иран со ракетите. Ако Иран го има нуклеарното оружје. Поентата, кога ние зборуваме за науката, за технологијата, за овие работи, тој што ја има моктата, треба да има доволно морали и да биде доволно образован и да има одреден ниво на свесноста за да вмерено користува овие работи. Тоа што го има. Толку што тоа се вика одговорна држава. Толку што може да луѓето да зборуваат за Израел, Израел никогаш нема да користи нуклеарно оружје. А како ја можам да гарантирам дека нема да му текне на Северна Кореја, да станува Сабајле, да кажува, Трамп не ми се допаѓа. Ким Џонг Ун. Да. Процедурата на лансирањето на нуклеарно оружје дури и во Русија не е во раката само на Владимир Путин. Не може да стане Сабајле да кажува ќе избришам ова држава. Некого од така. Има постапка, процедура долга. Како ќе гарантираш дека во Иран нема да биде исто? Тоа е проблемот. Добро, сега повторно, сами по себе се наметнуваат повеќе теми кои што произлегуваат од целава ситуација. Мене улогата на САД во приказната полека ми се чини не станува јасно на сите од изјавите на Трамп, бари тој вели преговараше. Трамп преговараше со Иран со месеци. Некој велел дека сега фактички сите тие преговори биле местенка, ајде да го употребиме оној пежоративен израз, додека ние преговараме, Израел всушност се подготвува да удри и сега Трамп вели нас не интересираат преговорите со Иран, нас не е битно да бидеме осигурани дека нема нуклеарно оружје. И тука морам да спомнам нешто. Шефицата на американските разузнавачки служби, познатата Тулси Габард,
пред некој месец изјави дека Иран не гради нуклеарно оружје. Денес, како го подсетуваат господинот Трамп за оваа изјава, тој вели не ме интересира што кажала таа. Градат и крај. Веројатноста дека има големи борби внатре во САД и во самата влада и во самата партија. Стив Бенон, например, му препорачува на Доналд Трамп. Стив Бенон е идеолог на првото даѓање на власт на Доналд Трамп. Идеолог на самото мага движење, идеолог на сета она програма која што сега почна да спроведуваат, укинување на USAID, вакцини, ЛГБТ и така натаму. И сега тој му препорачува на Доналд Трамп, врати се на идеолошките смерници што ги градеше, затоа што во иднина немаш добра политичка, нема да имаш добра политичка позиција. Јасно е дека има едно силно лоби, дури би рекле еврејско лоби, дури би рекле главно во Соединетите Американски држави, кое што сигурно ќе се обиде да вметне Америка во војната. Тоа не е тајна дека израелското лоби во САД е многу моќно, тоа е. Предпоставувам и зад имаше и промени во клучните лица во самата администрација, самата влада, значи американска. Лица кои што се повеќе произраелски, со лица кои што се повеќе свртени кон реализмот во меѓународни односи, кон Америка на прво место и така натаму. Значи, натре сигурно има еден голем конфликт. Каде е Доналд Трамп, кое влијание најмногу на него ќе се одрази, тешко е да се предвиди, тој самиот е непредвидлив. Не можеме да знаеме, и со царините видовме, денеска се едни, утре се други услови. И навистина е непредвидливо што ќе направи. Но ова е војна, не, да жидас, од една страна, кога е се царини, да, има страшни реперкусии, се согласувам, за глобалните текови. Меѓутоа, војната е над царинските војни. Овдека зборуваме за уништување на животи, да зборуваме за можност од катастрофа, буквално, не. Да. Непредвидливо, не знам, што ми се раби, нека кажем, Ја ми дојде сега и друга тоа што треба да се спомни, дека, например, дали знаете дека се забранува на израелците да заминат од државата. Тоа е нешто... Добро? Да. Па добро, тоа е логично во ситуација на војна. Да се забранува. Значи... Иран, интересно, не им забранува на своите граѓани да заминат. Од каде? Од Иран. Па гледам си излегуваат. Видите, сега додека зборуваме, баш сега пред малку, и Германија, и Аржентина, и многу држави почнат да ги евакуират луѓето од Израел. И Македонија ги повлекува своите граѓани. Еве, чисто како информација. Да. Јас мислам на сега околу инволвирањето на Америка во ова. Ја уште стојам на тоа дека Америка не би сакала директно да интервенира, затоа што има многу да изгуби. За ракетите на Иран не сме спомнале дека имат оние подморници каде може да се движат. Да, ама не го спомнавме сега, дека они имат залиха од... Значи, Иран има едни од најголемите залихи за ракети во светот. Значи, Иран има над 60.000 ракети. Израел вели 50.000, имат и неофицијално, имат и различни видови од вакви и сите се со убави 2500, 2600, 2700 дометот е огромен, дометот на тоа. Јас ви кажувам, не мислам дека Америка сака да влезе во ова, Израел да прави што сака да влече Америка во ова. Дел треба тука да го кажуваме исто што вреди дека американските евреи не сакат да имат работа со Израел, тоа вреди да тоа е чудна информација да се спомнува, затоа што тешко им е да влезат во бизнес со Израел и затоа им интересира Израел да се спаси за да не дојдат израелците во Америка. Тоа е истата приказната пред формирањето на Израел, кога се фарди евреи во Западна Европа не сакале ешкеназите да дојдат од источната Европа, тоа е истата прича, не сакат израелците одат во Америка, затоа сакат Америка да се влече да се спаси таму за да не дојдат они да се им пропасти нивниот бизнес. Уште едно прашање. Ормускиот залив. Иран се заканува дека ќе го блокира, а таму поменува 20% од светската трговија со нафта секој ден. Прво, возможно ли е воопшто да го блокира? Навистина Ормускиот залив е таму еден како се вика тоа теснец кој што е блиску до Иран е веднаш тука и теоретски може, меѓутоа ние знаеме со години налазат американците велат ни по точка, па дури ни тогаш нема да дозволиме такво нешто, ќе уништиме иранската морнарица ако треба, нема да дозволиме да се блокира Ормускиот теснец.
Колку е тоа реално да се случи сега? Не може да се блокира, ако памтиме ние во историјата, секој што имаше убеди да блокира било каков теснец, а не сега збориме за обична трговија, дали во Босфорус, дали во како се вика стрейтот на Тиран во Египет во 60 Сите клучни места, јасно, да. 6 или 67 кога Египет го задвори, па се случи војната на 67 не може да се дозволи вакво нешто да се случува, камоли сега со нафтата и дека целиот дел, тоа обратно на што мислат многу мислат дека во Црвеното море е нафтата, а не од другата страна. Значи, сите големите компании во Саудиска Арабија, во GCC земји, сите се на Арапскиот залив или на Персискиот залив. И не може да се дозволи тоа да се задвора. Можеме да гледаме што се случи завчера кога напаѓале во Катарската, што е заедничка со Иран, види последиците што имало. Така да не верувам дека тоа ќе се случи. Уште едно прашање сосема за крај, професор, еве за вас. Добро. Нека биде. Ако направиме разлика меѓу војната во Украина, меѓу Русија и Украина и војната меѓу Израел и нивните непријатели, да не ги набројуваме сега поред. Гледаме една драматична разлика. Имено русите за сите овие 3,5 години речиси воопшто не се обидуваат да го елиминираат физички, зборувам, не знам, шефот на ГРУ Буданов, како се вика, не се обидуваат да губиат Залужни, сирски генералите, не се обидуваат да губиат Зеленски, било кој од... Русија игра по старите правила. Додека Израел удира директно во чело. Значи Хасан Насрала, Касем Сулеймани, да не ги набројуваме сега, шефовите на Хамас, шефовите на... Тука директно гледаме како удираат директно во чело Седи Али Хамнеи, тој што е објективно водачот на ајатолахот на Иран, му велат ќе те ликвидираме, не е никаков проблем. Наводно Трамп дал забрана. Значи една драматична разлика. Јас сум сигурен дека русите ако сака, веројатно ќе ликвидираат до сега некој од украинските водачи. Тие играат по старите правила на војување, впрочем и во војните во Хрватска, Босна и Херцеговина многу често имавте ситуации каде што ако сака едните и другите можеа да ги елиминираат водачите. Туџман, да, но не се случи тоа никогаш. Значи се одеше по тие непишани правила дека водството на земјата не треба да се гаѓа. Израел има друга логика, Израел делува на друг начин, а кога сме веќе во споредбите, ни еден од оние мостови преку Днепар Русија не го струши. А може, колку пати, многу пати. И сигурно дека може. И денес и утре. Значи, начинот на војување на Русија во Украина на вистина може да се сведе под специјална војна операција, а не во тотална војна која што го спроведува Израел. Да, но 3 години и кусур се борат, стотици илјади загинати има. Така е, но не се борат со интензитет кој што е апсолутен. Како што рековме, да, до сега во Киев можеа сите министерства, генералштаби да ги погодат. Сите агенции што ги имаат да ги погодат. Ви кажам, мостовите на реката Днепар не ги уништија, а тие се начина се пренесуваат трупи, муниција. И тоа како круцијални, да. Така што во основа може да се прашате дали е ова во Израел поургентна работа, па Израел оди на се. Не може да чека, да. Не може да чека, а Русија може да си дозволи, реално и може да си дозволи војната да трае и да биде со интензитет кој што ним одговара, а Украина пак да се служи со методи кои да ликуваат на израелските, како што впрочем дроновите што се пуштија во Русија да ги гаѓаат оние стратешки нуклеарни бомбардери, исто излега од камиончиња кои скриени на руска територија. Од луѓе кои што се врбувани и така натаму, што го направија и сега наводно МОСАД и израелците во Иран. Како што се оние силни атентати од керката на идеологот Дугина, да. До секакви разни генерали се убиени, кои се не. Да. Значи слични методи кои што ги има Израел, значи ургентноста веројатно, ако гледате од украинска перспектива, тоа се ефикасни начини да ги приморате, да ги принудите русите да седнат на маса на преговори кои што би биле малку полни за нив. Колку пати се обидува Кримскиот мост да го срушат. Токму така. Значи, тука треба да може да се размисли во ургентноста, интензитетот на неопходноста на делување на двете страни. Да, има уште многу прашања на овие теми, би можеле у 10 часа да траат овие емисии. Морам уште еднам баре да ви поставам вас прашање, Раби. Се тврдеше долго време дека Израел не е способен за долготрајна војна. Нивните војни секогаш траја по неколку дена, удари молскавични, повлекување и тоа е тоа. Меѓутоа,
Израел е во константна воена состојба од 7 октомври, не минатата, туку предминатата година. И сега дополнително ескалира. Произлегува дека Израел сепак може и тоа како долго да се бори ако мисли дека во прашање екзистенција. Ми ставате во како тесна ситуација, значи нема конечен одговор за тоа, затоа што едноставно да ви кажам, значи се има доктрина различна од другите доктрини во другите држави. Не може да се споредува Израел со Египет со Либан на пример. Секој се има своја доктрина. Египет зависи, и тоа кога зборевме сега за Русија, Украина, Израел и Иран. Начинот на војувањето, доктрината на војската, како на пример во Египет. Египет има, мислам дека најголема држава што има тенкови. Најмногу тенкови, добро? Да, 5000 и нешто. Повеќе од Русија има. Ама он е конвиниент да има тенкови. Не може без тенкови. А Израел не одговара да има многу тенкови. И затоа има помалку тенкови, ама има повеќе паметни ракети. Да. И сега, ви кажувам, начинот на војувањето како е. И сега, ако продолжува ова во истиот начин на војувањето, со вакво бомбардирање, значи може да правиме проста математика, ако има 50.000 ракети, ако секој ден пука 100 ракети, рачунај колку дена може. Да. И сега, и толку ке може да издржи Израел, па после тоа Иран нема што повеќе да пука, се ако некој друг не помогне и дава повеќе ракети. А местата што ја ги погодуваат внатре во Иран, местата што ги погодуваат внатре во Израел, тоа е загрижувачки, затоа што Иран почна да користи тие бомбите што ги уништи и местата за криење под згради. И причината бункерите, зашто, да, ова е нов бункерите, момент. да. И причината зашто Трамп замина од ова фактички од Г7. Од Г7, ама замина брзо и не кажуваше зошто, и фактички заради смртата на две многу битни луѓе во Израел што биле погодени во едно место многу битно, Бечева се вика, воена структура. Ова е веќе ексклузивна вест, ако сте го прави. Ама работава дека не се значи е забрането таму, тоа исто во таа култура и во Египет исто е забрането. Не може да се сликаш со тенк или да сликаш место воено во близина. И се случи вакво нешто, и затоа он излезе за да види што и како ќе се исправи со тој момент. Затоа ви кажам, преживувањето е релативна работа. И сега работава дека ако отвориш границе, види дали луѓето ќе бегат или ќе стојат за да војуват. Ова го видиме во Иран, во Техран, колку луѓе сакат да одат. Ова ако се случи во Египет, никој нема да бега од Египет. Таа е различни култури, различни доктрини. Само да кажам дека должината на војувањето на Израел што спомнавте е различна во однос на типот на судира што го има. Друго е да имате антитерористички акции во Газа, антитерористички акции во Јужен Либан или помош на некакви џолали, крвници, сојузници во Сирија, а друго е да имате сериозен судир со Иран. И ова што го кажа директорот Седрак, бројот на ракети, бројот на авиони кои што може да ги испават тие ракети е многу битен. Затоа што дури и сад да се вклучат, вие ги имате оние носачи на авиони, тие ќе полетат, ќе спукаат ракети, ќе се вратат. Има склад на ракети на бродот, толку е. Кој што така се потрошни. После ќе треба да плови, да се врати, да добие нови или некако треба да се дотурат. Исто и за израелците. Колку имаат тие можности да гаѓаат? Еве, овие имаат 50.000 видовме. Ако гаѓаат по 100 на ден, тоа е 50 дена? Или 500 дена? 500 дена, тоа е година и пол. Под предпоставка дека Израел нема да ги најде, да оние места ќе се лансираат, да ги погоди. Така е. Значи има многу математики тука кои што многу непознаници, така е, многу непознаници кои што допрва ќе се отвараат пред нас. Јас искрено се надевам дека пред летната ферија ќе имаме можност уште еднаш кога да поразговараме со вас двајца, до тогаш можеби ќе се разјаснат, ќе се осветлат дел од овие работи. Јас се надевам дека ќе заврши цело ова лудило, па ќе го анализираме во минато време нешто се случило, а не како сега во актуелниот миг. Ви благодарам во секој случај на двајцата за вечер. Благодарам на поканата. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, многу активна, многу продуктивна расправа, би рекол, и информации кои што не можат баш секој ден да се слушнат, и заради тоа сум особено горд. Како и да е, утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.